На следната седница на Советот на општина Велес ќе биде разгледана предлог одлуката за рушење на зградата на диспанзерот, која од страна на владата е предадена на општина Велес, за чиешто место предвидено е создавање на паркинг простор за времено паркирање. Ова го соопшти градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Тој додаде дека овде не може ништо да се гради се додека не се донесе новиот урбанистички план со кој ќе се дефинира намината на просторот. Меѓутоа, периодот до тогаш, бидејќи зградата е во лоша состојба и не служи за здравствени намени, сакаме да ја отстраниме за да го облажиме проблемот со паркирање. Градоначалникот посочи дека Велес станува градилиште, при тоа презентирајќи ги градежните активности на општината. Голем број активности се изведуваат на езеро Младост, поврзани со проектот Паметно езеро Младост, прва иновативна туристичка дестинација во Македонија. Се надевам дека изведувачите ќе се придржуваат на роковите и благовремено ќе заврши се така како што е предвидено со подпишаните договори со Европска Унија и Светска банка, која е спроведувач на овој проект. Исто така, во паркот почна реконструкцијата на градскиот фудбалски стадион, делот од трибините, соблекувалните и се што е предвидено со тој проект. Во тек е реконструкција на 3 водоводни линии, од вкупно 7 водоводни и 2 канализациони линии кои ќе се реализираат на територија на општина Велес. Исто така, парцијално се работи на изградбата на патот кон селото Сливник и од селото Сливник кон Бузалково. Очекуваме со добрите временски услови да биде асфалтиран, откако ќе ги разрешиме и дилемите кои се поставени пред нас, како и патот кон винаријата Шато Собор. Градоначалникот издвои дел од другите проекти кои во овој период се реализираат во општината. Тој нагласи дека се изведува крак од фекалната канализација во село Ризари. Во финална фаза е планот за еднонасочно одвивање на сообраќајот околу училиштето Васил Главинов и се создаваат нови паркинг места на сообраќајниците. Се реконструира дел од улицата Нада Бутни Кошарова. Градежни работи се одвиваат и во околните села. Ќе се изработи подпорен зид на улицата Рилски конгрес број 40, со што ќе се подобри безбедноста на улицата за одвивање на сообраќајот. Исто така започнаме со реконструкција на дел од улицата Петре Милевски во така наречено Камено брдо. Работиме на изработка на крак за фекална канализација од комплексот Вел Сити до зградата на местната заедница Алекс Демниевски, значи кај поранешно Симпо во должина од 470 метри должни. Исто така се изработува и водоводна линија за Вел Сити. Се реконструираат повеќе работи во општинските основни училишта, во училиштата и во спортските сали, значи во училиштето Блаже Конески, во училиштето Панко Брашнаров. Изведуваме и 10 хидранти со што ќе подобриме состојбата со заштита од пожари, правиме одбележување на хоризонталната сигнализација во целиот град. На крајот од известувањето за градежните работи, Коцевски дополни дека се посветува и од областа на културата. Во тек се градежните работи предвидени за адаптирање на киносалата во зградата на локалната библиотека Гоце Делчев, каде што ќе се овозможи проектирање на квалитетни филмови според најнова технологија, како и текот на градежните работи за отворање на новиот прво туристичко информативно биро во центарот на градот.